Почитувана јавност, почитувани медиуми, по однос на скандалозната одлука на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Мазут, вреден 167 милиони евра, може да констатираме дека таму функционира еден тандем. Тандемот се обвинителите Абази и Коларевич, кои што се нешто како коалиција ДУИ СДСМ, но не во собраниските клупи, туку во обвинителството за криминал и корупција. Дури и во прибирањето на докази можевме да забележиме дека овие обвинители биле селективни. Со вчерашниот демант на ЕСМ станува јасно дека обвинителите Абази и Коларевич повеќе се занимавале со земање на изјави од некомпетентни лица, наместо да истражуваат сериозно и да обезбедат докази за оваа набавка на Мазут скапа 167 милиони евра. Исто така може да се заклучи дека биле селективни и не ги ни прочитале извештаите на релевантните органи како што се Државниот завод за ревизија и слични на нив. Државниот завод за ревизија во 2024 година утврдил дека при оваа милионска набавка се испорачувал Мазут од различен добавувач од оној кој што бил утврден во договорот на ЕСМ, ТЕЦ Неготино и добавувачот. И второ, стручни лица од ЕСМ утврдиле дека мазутот бил со голем број на нечистотии кои што предизвикувале дефекти во мазутната станица на ТЕЦ Неготино. И покрај ваквата утврдена лоша состојба и квалитет на мазутот, сепак ТЕЦ Неготино склучил анекс за да може овој скап договор да ја достигне сумата од 167 милиони евра. Но очигледно е дека ваквите извештаи на Државниот завод за ревизија не биле забележани од Абази и Коларевич, кои што поголемо внимание посветувале на изјави кои што им одговараат од некомпетентни лица, наместо да ги земат во предвид релевантните извештаи кои што даваат сериозни индиции дека овој скандал, вреден 167 милиони евра, е поврзан и со направена штета во ТЕЦ Неготино, но исто така и со перење на пари и стекнување на противправна имотна корист. За Абази и Коларевич сметаме дека не се достојни на функцијата да бидат во јавното обвинителство за гонење на криминал и корупција, затоа што и двајцата имаат своји лични, семејни или политички долгови за нивниот кариерен напредок, а истите се поврзани со политичките партии ДУИ и СДСМ. Овој јавно-обвинителски тандем Абази и Коларевич повеќе е приврзан за нивните ментори Заев, Ахмети и Венко Филипче, отколку што е посветен на владењето на правото и гонењето на организиран криминал и корупција. Со вакви обвинители, осумничените како Васко Ковачевски, Јаховски, Сулковски, Капушевски, Адријан Муча и други, секогаш ќе бидат слободни луѓе, наместо да бидат изведени пред лицето на правдата. Затоа, уште еднаш, повикуваме Советот на јавни обвинители да се позанимава со овој случај, да го истражи постапувањето на Абази и на Коларевич и да утврди кои намерни или ненамерни пропусти се направени, а се со цел овој милионски скандал, наречен Мазут и набавка за ТЕЦ Неготино, да биде исфрлен од истрагата која што е донесена со решение на овие двајца обвинители. Истовремено сакаме да им порачаме дека нивната лукративна одлука или политички инспирирано решение да ја запрати истрагата нема да ја сокрие вистината и сите факти поврзани со овој скандалозен тендер ќе излегуваат на виделина. Сакале тоа да го направат или не сакале Абази и Коларевич, сепак мислиме дека јавноста ја заслужува вистината, а секој кој што бил инволвиран и има сомнежи за висок криминал и корупција, заслужува да биде процесуиран и својата невиност или вина да биде докажувана пред суд. Благодарам за вашето внимание.